Во време на корона и на температури од близу 40 степени, дел од каналот на Прилепската градска река представува вистинска еколошка бомба. Обраснати високи треви, купишта на секако вид ѓубре, пцовистани животни, па дури и змии. Дали граѓанската несовесност или неодговорноста на надлежните институции или пак и двете во комбинација се причините за оваа катастрофална еколошка слика. Жителите се лути на градските власти, бидејќи како што велат, со години сликата била иста. Еднаш кај чистеа малци до некој место, вака и остаја така, си заминаја. До сега нема да чистат рекава, догоре е нечиста. Се ѓубрето го остаја овдека вака, смрдеше корнеше се побола луѓе од миризба. 2-3 пати овдеки и кога ида претходниот пат да чистат подолу овде кога ќе дојде ништо не ваќа. Овде само со корпата ќе го истрга одамде ки ваму за да му отвора малце пат, а не товара ни еден камион. Ова вистина е што го кажувам. Ако не беше невладина организација да дојде да снима, да кажа, значи никој ништо немаше да дојде, ниту да се чисти, ниту трева, нама ништо. 3 години не е ниту чистена реката, ниту косена не е, овдека има зми, има се и се што, ни влага натре, пак други работи има. Немојме да седиме на улица, многу смрди. Освен што стравуваат од зарази, тие се плашат и за безбедноста на своите деца, особено во време на поројни дождови, кога водата многу надоаѓала. Тврдат дека на повеќе наврати интервенирале до надлежните, ама ефектот бил слаб. Пробувале и самите да го исчистат каналот, но заради бујната вегетација и одронетите камења од оградниот зид, опасноста била преголема. Мојот сопруг влезе натре во реката. Тој чистише ѓубрето. Секој поврнежите кога почна да врне, сето го истера надолу. Тоа сето беше гнас од тие. И се уште има ѓубрина. Има дечина, си игра цело време, ма се плашиме да не падна. Немаме сили, значи ние да нешто сами да сториме. Иначе, зошто да не, ако сме вработени, ако имаме пари да онадиме, комшиите сами нешто, ќе сториме нешто. Ама со 3-4 денари пари, социјален случај, што можеме да сториме? Кога има мрежа, нема никоја фрла. Позаштитено ќе биде овдека ни деца да ти падне долу ништо. Од јавното комунално предпријатие Комуналец пак уверуваат дека каналот редовно се чистел, но на овој потек, заради диво изградените кујки на самиот канал и непристапноста на теренот за товарни возила, транспортот одел бавно и тешко, заради што и немаат конкретен одговор како долгорочно би се решил овој проблем.